Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на Отворени муабети. Го продолжуваме серијалот по повод 16 дена активизам против родовото насилство. Вечер вас однесувам во студиото Драгица Николовска, советник во општина Прилеп, советничка во општина Прилеп од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Добре дојде и благодарам што прифати поканата да разговараме на неколку интересни теми. Веќе со Мирјана Стевановска го започнавме овој серијал со советничките, продолжуваме со Катерина Пузевска после тебе. И се надеваме и чекаме одговор од претседателката на Советот Билјана Кржевска. Уште еднаш благодарам што прифати поканата и добре им дојде. Ви благодарам за поканата. Ајде да започнеме како што се договоривме и како што е редо со советничките, со советниците, да поразговараме за младиот се уште совет, конституиран пред месеци нешто. Па први оценки, како започна работата на овој совет според вас, како се развива динамички, како сте задоволни? Новиот совет на општина Прилеп, можам да кажам дека се уште ја развива својата работна динамика. Ние како опозициони советници од Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата имаме проактивно учество. Присуствуваме нормално на сите седници, предлагаме конструктивни, квалитетни предлози, меѓутоа секогаш сме тука за да реагираме на сите недоследности и недостатоци кои што се јавуваат при донесувањето на одлуките. Иако мнозинството е во рацете на владеачките советници, се надеваме искрено дека сите одлуки ќе бидат донесени во корист на граѓаните, а нема да бидат политички одлуки. Од друга страна, постојано ќе бараме транспарентност, отчетност и професионалност. Очекувам дека новиот совет ќе созрее, ќе достигне зрелост. Тоа значи дека ќе има една подобра координираност, подобра организација и секако дека ќе ги почитува сите процедури, ќе го почитува статутот и деловникот за работа. Николовска, сакам да ве прашам, рековте дека сте тука да реагирате секогаш на кога треба да се реагира во одреден момент. Последната седница која што до овој момент ја има одржано Советот на општина Прилеп е за ребалансот на буџетот, за кој што имаше сериозни реакции од страна на левица како опозицијска партија, ама од ваша страна изостана баш некаква реакција, само имаше некој бегло дека за време на комисијата укажавме дека не е во ред, ама се сведе на таа реакција. Не мислите дека бевте многу благи, а обвинувањата беа сериозни дека се работи за противзаконски дејанија тоа? Конкретно за ребалансот на буџетот зборував јас. Вие бевте присутни на седницата. Да. Јас зборував за ребалансот на буџетот. Зборувавте конкретно за мерките. Да. Јас зборувам ќе дојдеме до мерките. За начинот на кој што се носи буџетот, тука ми изостана вашата реакција, некако немаше доволно жестокост или експлицитност. Искрено, ребалансот на буџетот, нормално, како што образложија колегите советници, беше донесен со некои други рокови кои што не беа запазени процедурално. Меѓутоа, бидете свесни дека донесувањето на ребалансот на буџетот беше неопходен. Јавните предпријатија зависат земањето на плата за декември зависеше од ребалансот на буџетот, ако имаме во предвид дека беа и локалните избори.
дадени рокови беа промашени, па овој пат и како млад и како се уште да речам неискусен состав, можеме да земиме во предвид локалните избори и да дадеме простор ваквите процедурални грешки повеќе да не се повторуваат. Ако на реакцијата дека сите секој кој ќе следи работата на Советот му е јасно дека тој ребаланс беше неопходен и то пак ќе речем не би креол не знам каква бука затоа што не сакам едноставно никој работник во комуналец, во водовод, во ЈП за ПУП да остане без плата, точно. Само заради таа причина. Но градоначалникот имаше едно објаснување као не е добар терминот за избори. Тој термин за избори беше 2021 година. Имаше во тој период проблем со буџетот крајот на годината? Јас тогаш не бев во тој состав на Советот, искрено не би можела да ви дадам одговор. Не можете, добро, тогаш е за разговор со некој друг и можеби треба да се научиме дали таа забелешка дека не е терминот за избори добар, држи или не држи, не е ни важно. Ако одиме ако веќе велиме дека мора да се носи, не сметате еве како нов советник, не се чувствувате во некоја неблагородна ситуација доведени како нови советници од претходниот состав да морате да гасите таков пожар на незаконски начин? Јас искрено би рекла и што да се случуваше и сите тие настапи на советниците од левица, видовте и сами како поминаја, беше изгласано затоа што тие се мнозинство, секако беше јасно дека кога ќе се стави точката на гласање, ќе биде изгласан ребалансот на буџетот, што и се случи. А затоа јас како лично се чувствував, искрено да ви кажам, како една од првите содржајни седници, затоа што претходните две беше конститутивна седница за формирање на комисии. Искрено сметам дека треба во понатамошен период да ни се дава можност за прекршување на никакви законски процедури. Мора да се држиме, затоа и сега претходно спомнав, додадените процедури, деловникот за работа и секако статутот како и законот за локална самоуправа. Дали можете да ветите како во разговорот со Миријана Стефановска, знам која што е дел од мнозинството, рече дека моравме, ама рековме ова не сме да се повтори. Но тај советник од мнозинството, сега ве прашувам вас како советник кој што е опозиција, кој што треба да биде контролор на мнозинството таму. Дали ветувате дека нема вие да дозволите да се случи уште еднаш прекршување на деловник, на закон за локална самоуправа и така натаму, само затоа што некој го донесол советот пред свршен чин и мора да се направи. Затоа што на крајот на криштата за да ги смениме навиките треба и да се изгориме. Искрено да ви кажам, не можам да дадам ветување што би се случувало наредните години, но сигурно како советничка група ќе обрниме значање внимание да нема никаква повреда на деловникот и статутот за работа. Затоа што ви стојат механизми на располагање на криштата, така што можеме сигурно како алатки да ги употребиме понатаму. Така, дали за ребалансот на буџетот не покажа дека општина Прилеп стои слабо во одредени области, особено јавните предпријатија не се во исклучително лоша состојба. Како вие како опозиција ќе влијаете, ќе вршите притисок врз владеачката партија да на крај на криштата и да помогнете да тие јавни предпријатија во најмала рака се вратат во периодот кај што беа ликвидни едно време? Нашиот став како опозициона советничка група е дека ребалансот на буџетот ја отслика вистинската состојба во нашата општина. Со самиот ребаланс на буџетот видовме дека сите планирања за 2025 година не биле баш точно предвидени и не се направени добри анализи.
Сите капитални проекти, како што следевте и вие бевте како медиум присутен, се пренесуваат за 2026 година. Голем дел од нив се бришат. А нашата задача, како советници, ние како опозициона советничка група, е да се грижиме за квалитетот на граѓаните во нашиот град. Што значи дека секое пренаменување на средствата во буџетот мора да биде добро аргументирано и мора да биде достапно до јавноста. Граѓанинот мора да знае кој и како ги троши парите на граѓаните. Во таа смислам дека ние како опозициона партија побаравме да се направи ревизија, односно точно да се каже каде одат тие непродуктивни трошоци во јавните комунални претпријатија и се надеваме дека во некој од наредните седници ќе добијаме образложение. Знаете дека има квартални извештаи каде што добро се објаснува каква е ликвидноста на претпријатијата, затоа што граѓаните не ги интересираат бројки и табели. Граѓаните се интересираат конкретно за подобрување на условите на живот. Ребалансот на буџетот јас не видов дека има развој. Ребалансот на буџетот е само покривање на оние трошоци кои што се за основно функционирање на општината. Ние како советничка група, како совет на општина Прилеп, треба да се залагаме за подобрување на инфраструктурните проекти во градот, за јавни зелени површини, за подобрување на условите во школите, за енергетско ефикасни објекти, за програми за младите, за оние социјално ранливи категории. Мислам дека парите на граѓаните, очекувањата и ветувањата на граѓаните е не да се трошат за помирување на трошоците на јавните комунални предпријатија, туку точно за подобрување на квалитетот на животот и на капитални проекти кои што се од исклучително важно значење за животот на прилепчани. Тоа се работи кои што можете да ги предлагате, дефинитивно. А тоа прво нешто, прва отсечка која што треба да се направат тие работи е новиот буџет за 2026. Точно сега во овој период течат и консултациите, јавните расправи. Минатата недела имавме со граѓани, па граѓански организации, па спортски клубови. Дали присуствувавте како советничка група на тие консултации, што велат прилепчани, што им треба? Како мислите дека новиот состав ги прима сугестиите, барањата на граѓаните, дали тие реално јавни дебати кои што се и по закон ги за локална самоуправа мора да ги има и на општина пред да го стави буџетот на расправа и на гласање, дали заличуваат полека на вистински дебати или реално се само проформа? Волјата и желбата на граѓаните ја слушнавме уште во текот на кампањата. Голем дел од капиталните проекти беа ставени во програмата, доста добре издржана програма за кандидатот за градоначалник од Социјалдемократскиот сојуз. Меѓутоа, поради тоа што сме опозиција, во овој момент мој предлог беше на претходната седница на Совет да избереме заедно, сите заедно, барем 3 капитални проекти кои што реално би можеле да ги финализираме. Затоа што не е само да се стават убави за уши и на хартија проекти. Битно е да ги реализираме. Гледаме дека ниту еден од капиталните проекти за 2025 година не е реализиран. Што значи дека ребалансот, односно буџетот за 2025 година едноставен, само технички бил ставен на хартија. Ние на граѓаните им ветивме нешто друго. Им ветивме дека ќе им го подобриме животот со тоа што ќе учествуваме во капитални проекти кои што на вистина до крајот, односно роковите кои што се поставени, ќе ги реализираме. Не мора да бидат многобројни, нека бидат 3-4 квалитетни, но заедно да ги одбериме и заедно да учествуваме во нивната реализација. Мислите дека е возможно да се постигне таков договор?
на целиот совет, едноставно да се договорите во името на Прилепчанин да во овие 4 години да не поминат како изминатите и да не знаеме кај не отишле парите? Искрено, доколку желбата на новиот градоначалник Не, вие и дали на верувате Советот како опозиција дека има материјал во овој совет, дека има волја во ова мнозинство, затоа што на крајот на краиштата мнозинството си е мнозинство, ако реши ќе се изгласа. Го спомнав во интервјуто со Миријана во оној момент ова Македонија има мако тоа што 34 години само опозицијата е во право. Дали гледате волја и свесност кај тие што реално имат моќта на одлучување, дека навистина си ги проиме последните години од можност било што да направиме? Јас се уште верувам, затоа и се прифатив да бидам како носител на советничката листа. Верувам дека овој мандат на градоначалникот ќе биде многу тежок. Од која гледна точка? Народот очекува многу. И онака малата доверба, видовме со гласовите кои што ги добивме и едната и другата партија, дека нема повеќе само празни ветувања. Граѓаните од нас очекуваат во овој 4-годишен мандат реализација на ветувањата. Се надевам искрено дека нема да бидат само политички одлуки, дека заедно ќе се избориме за подобар живот во Прилеп. Да се надеваме дека навистина ќе смогнете сили сите заедно. И ова го зборувам јас веќе година и пол, особено правејќи интервјуа со градоначалниците повеќето веќе бивши во Пелагонискиот регион, да веќе ниедна партија сама по себе нема човечки материјал сама да прави било што. Ќе мора да се сплотиме на некаков начин околу елементарните работи. После политиките вие бркајте си ги, терајте си политики. Ама оние работи кои што се основни, треба мислам дека конечно да смогнете сили и да почнеме полека и сите заедно кои што сме на некаков начин јавни чинители да помагаме да стане повдека сепак правиме убаве за Прилеп да стане поубаво место за живење. Она што го спомнавте дека ќе се трудите да биде се јавно и транспарентно, едно од најважните работи, мислам дека јавноста треба да е добро информирана. Она што велите, народот не сака табели и бројки, ама народот сака да знае кај му се трошат парите. Сигурно. На крајот на краиштата општините се финансираат од собирање даноци, од продажба на парцели, од сите оние можности по кои што прибира од граѓаните пари, па треба да се вратат назад во заедницата. Сега за таа отвореност и транспарентност во 2021 година донесена одлука во општина Прилеп за прв пат започнуваат да се вршат преноси на седниците, ги имаме на YouTube каналот. Сега според вас мене ме интересира како советничка, како жена, како политичар од Социјалдемократска партија, како гледате и што според вас е јавност? Кој смее таму да присуствува, да снима, затоа што има една уредба која што вели да исклучиво општината снима и пренесува. Јас имам друго толкување на зборот јавност. Мислам, не јас знај што е јавност, така да малку ми се контрадикторни тие работи. Знаете за што зборувам. Да. Точно да не се објаснувам надолго. Ме интересира вашиот став како треба општината да се однесува кон јавност. Така. Преносот во живо на седниците е основа на транспарентноста. Кога зборуваме за правото на граѓаните, тоа е основно право на граѓанинот. Да се види кој и како одлучува во Советот во името на народот. Кога зборуваме за транспарентност, таа е основа на довербата, а довербата е темелот за изградба на една локална самоуправа. Ние како советничка група, верувајте, поддржуваме емитување јавно на сите седници на Советот на општина, без прекин и без пауза. Доколку има некој технички прекин, верувам дека брзо и одговорно ќе биде решен. Јас искрено апелирам и до јавноста
да присуствува на сите седници, односно доколку не е во можност да присуствува, да ги следи сите седници на Советот во живо и да ги користи сите алатки кои што се достапни, да врши континуиран притисок врз нас советниците кои што ги донесуваме одлуките. Затоа што кога еден советник знае дека е следен од 1000 граѓани, работата негова е многу попрофесионална. Ова јавно снимање на седниците, оваа транспарентност, пред се значи подигање на нивото на дискусија на самата седница. Сигурно дека граѓаните ќе имаат можност јавно да видат кој гласа за, кој гласа против за дадени одлуки, кој дошол на таа седница неспремен, кој дошол формално, кој зборува аргументирано, кој се припремил, кој воопшто не зборува на седницата. Од друга страна, тој позитивен притисок, би го рекла, ќе го поткрени нивото на дебатата, ќе го изгуби, ќе го заобиколиме популизмот. Квалитетот на сите теми ќе биде многу попрофесионален. Ја не би рекол ни притисок, значи јавната професија си е подлежна на јавно наблюдување. Многу е просто. А некој, ако чувствува не знам каков притисок, не е за јавна функција. Точно. Многу е проста работа. Точно, треба да се носиме со функцијата која што ја имаме, да. Апсолутно. Јас имам девиза во овие година и пол како работиме со ОТАВ заедно, пробуваме да помагаме на општините да бидат потранспарентни, на општинарите да стануваат што е можно повидливи. И има многу јавни функционери, полека ќе почнеме да ги кажеме јавно со техно време, ако не ме разберат за што зборувам. Ама ја не сум за пред камера. Тогаш не си ни за плата која е од јавни пари. Па затоа испомнав притисок, баш тоа е една од притисоците каде што ќе се подготвува секој советник пред седница. Се учи, се вежба, па и да се сгреши некогаш. Не е ништо страшно. Не сум јас за пред камера, не сме јавен службеник да ја изговори никаде. И како, еве од сега кажувам, кој јавен службеник така ќе ми се обрати на улица, ќе биде објавен со име и со презиме и со слика на ота. Па да не бидите за јавна работа. Навистина, шега на страна, мора да се научиме, да почнеме да тренираме демократија тука, да се учиме на демократија, на јавност, на отчетност, затоа што се основните работи кон транспарентна работа. Транспарентноста не се бара. Таа е легитимно право општина, секоја модерна локална самоуправа треба да има, да биде транспарентна. Апсолутно. И оние работи кои што веќе ги и ни фати устата Павлака зборувајќи не само преносите на седниците на Совет. Правиме муавет тука за објавување на информации од јавен карактер на веб страната на општината. Се што треба и сите одлуки кои што се носат на веб страната да бидат уредно прикачени, јавно, точно, на време, достапни, достапни за секој ден. Не може јас да губам не знам колку време да барам 300 службеници за да дојдам до една информација од јавен карактер. И тука се надевам дека вие како опозиција ќе играте сериозна улога тука да вршите притисок да се случуваат тие работи, за да се на крајот на криштата во интерес на сите нас. Ки утре други ден, како што се смени пред 5 години така нагло, може да се смени попет. Секогаш и треба на опозицијата таа транспарентност и кога сте во опозиција, мислите малку дека еден ден ќе се сменат работите. Само така се гради доверба, само со транспарентност, никако поинако. Таа е темел на секоја локална самоуправа. И ако треба да ја заокружиме сега овој дел на разговоров општинарски со вас, Драгица, како вие го оценувате овој почеток на, ако заклучиме дека е почнат со прва содржајна седница со кршење на закон? Вака сега, почетокот го оценувам како доста динамичен. Имаше доста
седници, затоа што касневме нормално ради локалните избори, но остава многу простор за подобрување на работата. Се уште има потреба од прагматично и по-организирано водење на текот на седницата. Благовремено доставување на материјали. Затоа што треба да имаме време советниците да ги разгледаме материјалите по секоја точка, да имаме еден добар дел каде што би можеле да ги анализираме, да видиме дали негдека има некои неточни податоци, да се консултираме со стручни лица од јавноста, да можеме со стручната јавност да бидеме спремни за наредната седница и да оставиме еден простор за подолга расправа. Сметам дека се уште треба да се даде простор, затоа што е почеток, нов совет, реков, треба да постигне зрелост, меѓутоа како опозицијски советници, секогаш сме тука за да предлагаме корисни идеи, значи конструктивни идеи и при тоа да учествуваме во донесувањето на таквите квалитетни одлуки. Очекувам владеачкото мнозинство да не доживува советот, да не доживува како што треба да биде како надзорен и како ефективен орган, а не само како едно формално тело кое што треба да изгласаме веќе претходно донесени одлуки. Се надевам дека ќе бидеме вистински совет кој што ќе работи во корист на граѓаните. И што е една од работите која што е забелешка за прва, тоест фактички трета седница беше за која што ја спомнуваме веќе неколку пати со се и знам дека е било пракса со ненавремено доставување на материјали во минатото. Што ако продолжи таа пракса, кои механизми ги имате, тоа е едноставно да се менува? Значи, механизмите ги имаме на располагање. Можеме да кажеме дека поради неблаговремено доставување на материјалите, бараме оваа точка да се симне за оваа седница од дневен ред. Доколку му е битно, доколку е битна како точка, доколку бара некоја итност, мора да бидеме навреме обавестени за сите намери и за сите одлуки кои што треба да ги донесеме. Исто така, доколку кршиме некакви делови од статутот и од деловникот за работа, имаме исто така инспекторат кај што можеме во локалната самоуправа да се обратиме официјално со барање и да чекаме да добијаме одговор. Алатки и механизми ни се достапни. Само треба правилно да ги искористуваме, да не даваме простор за следен парад, затоа што понатаму може да стане навика. Последно прашање или последна така тема за муабет на за општината или за општинарски работи општина Прилеп беше позната и за изминатиот состав по седници со огромен број на точки. Едноставно не можеш да ги дочиташ, не да ги поминиш и да ги разработиш и да ги изгласаш во еден ден, да се гласае во еден ден. Како против таа приказна и дали очекувате тоа да се смени? Сигурно доколку станува точки, сега има разлика, има точки кои што бараат едноставно само предлагање на пример, за наредна седница предлагање на процедура за јавен повик за членови на управен одбор, тие не бараат дискутирање и големо одвојување на време, можат брзо да поминат. Се надевам дека некои по-големи одлуки каде што материјалите кои што ги добиваме се многу пообемни, сигурно дека би реагирале. Не постои никој советник што би можел во толку кратко време да се спреми за толку многу точки. Мислам дека сите би реагирале на тоа. Ќе се вратиме на овие работи пред крајот, сега да обрнеме внимание на главната тема малку повеќе. Сме 25 ноември е Светски ден на борбата против родово базираното насилство. Снимаме во овие 16 ден активизам против родовото насилство, кој е од Youth and Women како иницијатива. Сакам прво како жена и какви се вашите
Вашето гледање какво е кон ова појава, особено знаеме дека живееме во исклучително конзервативен град, па и конзервативна држава, кај што овие појави се сериозни, многу бројни, година со 4 фемициди на 1.800.000 жители. Накратко дајте ми вие како вовец како гледате на оваа работа, и кои се најболните точки на кои што треба да се обрне внимание? Прво би зборувале како локална самоуправа, како советничка, како член на советот, дека имаме обврска да обезбедиме поддршка и заштита на жената која што е жртва на семејно насилство. Што подразбирам како поддршка? Треба и заштита. Треба одржување да обезбедиме на постојани едукации и превенција на ваквите појави. Пред се треба да обезбедиме една брза можност за брза интервенција, што значи една подобра координација помеѓу Центарот за социјална заштита, полицијата и невладините организации кои сериозно се залагаат за правата на жената. Од друга страна, ако гледаме како советничка група, јас како советничка, искрено гледам дека во периодот не само на 16 дена активизам, треба сериозно да започнеме кампања во која што ќе вршиме континуирана едукација на населението од најмала возраст, почнувајќи од основно па по средно образование, како треба да се доживува, како треба да се гледа жената, не како некој објект или предмет, односно насилството врз жената започнува лично мое гледање уште во фамилијата при најмала нога. Децата го гледаат начинот на кој што родителот, односно сопругот или партнерот се однесува кон жената. Сето тоа понатаму, колку и да смета на децата кои што растат во тајкви семејства, колку и да се трауматизирани, книгите, науката покажала дека понатаму во животот тие прават само едно проекција на тоа што го гледале. Нивниот начин на третирање на жената во нивниот живот само се пресликува онака како што растеле во семејствата. Затоа смитам дека треба континуирано од најмала нога да се зборува за семејното насилство. Сега се зборува за семејно насилство врз жената, меѓутоа гледам почнува да се зборува и за семејно насилство врз мажот. Треба да ги расшириме погледите, треба да зборуваме за повеќе работи. Треба да обезбедиме психосоцијална поддршка во секое време. Гледам, не знам, јас конкретно не сум информирана дали има 24/7 телефон обезбеден кај што како линија секоја жена би се обратила во секое време, би задзвонила и би попарала помош. Едноставно, сметам дека ова не треба да биде само формалност, да го спомниме во овие 16 дена активизам. Ова е нешто кое што бара континуирана и постојана посветеност. Апсолутно дека треба, што општина Прилеп, што Комисијата за родова еднаквост, кај што сите советнички по дефолтите членки во таа комисија, што е нејзината надлежност и колку може реално во најмала рака да почне да помага во кривањето на свеста. Затоа што мислам дека не сме ни доволно свесни колку голем проблем е. Мислам дека се повеќе стануваме свесни, информираноста е подигната на едно повисоко ниво. Не знам како се сериозно сваќа ова насилство врз жената, меѓутоа гледам дека луѓето се повеќе јавно, отворено зборуваат на таа тема. Не е табу тема, не е скриено, сепак е многу осетливо, многу е сензитивно јавно да зборуваш за тој проблем, затоа што најчесто жртвата е таа ради начинот на кој што тој круг завршува повторно и најчесто се враќа да живее во кругот на истото семејство.
Конкретно Комисијата за родова еднаквост, која што се формираше минатата седница, втората седница на Совет, се уште немаме одржано, значи не сме свикани, тука сме членови сите жени од Советот, што сметам дека е одлично за секоја да можеме да придонесеме барем во мал дел за развивање на свесноста. Тоа апсолутно треба сите да бидете членови, затоа што сте сите комплетно различни, сите сте со различни професии, со различно убедување, различна идеологија, различно перцепирање на реалноста, така да сите тие различности баш можат, само така може да се формира една комплетна слика низ која ќе можете да давате добри идеи. Да, и сите да помогнеме точно во намалување на бројот на овие насилства врз жените. Апсолутно. Ако правиме муабет за законски надлежности кои што ги има општината, каде може тука вие да потурните и едноставно Прилеп, мислам дека нема центри за згрижување на жртвите. Дали општината може тука да помогне, па и да нема надлежност, вие како правиме муабет, тоа го спомнав, не знам со која советничка беше во неформален муабет. Вие сте колку жени советнички сте во Весоста? Не знам точно колку сме жени советнички. Во 27 сигурно 10. Па сигурно повеќе можда е така. Вие би требало да сте 10 највлијателни жени во Прилеп. Би требало да сте. Да. Би требало. Во најмала рака да почнете да се борите да станете тоа. Дури да нема законска надлежност со општината, кога 10 советнички ќе застанат рамо до рамо ќе речат ова мора да се направи за нашите сограѓанки. Точно. Ако не може како прифатилиште на жената жртва, сигурно дека може да се дадат најразлични видови на поддршка. Значи, таа координација која што е законски определена мора да биде меѓу овие институции кои што ги спомнав. Сепак против законот не можеме да одиме, меѓутоа но можеме многу други работи да придонесеме. Видовме дека можат да одат против законот. Да, добро, да зборувам институционално како одат работите. Апсолутно. Можете да во најмала рака да застанете, да потегнувате иницијативи. Се надевам дека овој состав како жени ќе имате сериозни кампањи, сериозни активности во овој поглед, па в година кога ќе дојдеме во овој период во најмала рака да немаме фемициди барем во 2026, затоа што тие 4 оваа година се навистина да се зачуди човек во која година живее и дали е во Европа воопшто. За жал ова се случува не само во Македонија, гледаме и околните нашите соседни земји, тоа е страшно колку насилството врз жената е зголемено, но што се должи не би можела баш точно да детерминирам, меѓутоа евидентно е дека бројот на жртви е се поголем. Треба да се работи и треба да се, пак ќе кажам, подигање на свеста за кога правиме муабет за решавање на еден проблем, секогаш свеста предничи во почетокот, кога се има желба, кога се има свесност за одреден проблем, секогаш е поголема шанса да се тргне кон решавање. Така. И едукација, континуирана едукација. Драгица, за крај сакам да се вратиме малку на политичкото и да ве прашам како мислите дека ќе го истерате овој 4 годишен мандат и со какви шанси ќе влезете во следните избори, вака од почеток? Радно е да се прави муабет, ама реално граѓаните дадоја жолт картон на сите политички партии, Елисабес како партија која што реално имала 2 мандати во Прилеп. Така. Владеела и со државата пола од независноста. Може би е најалармантен тој жолт картон. Така да, кои се вашите очекувања и што треба да направите за да се вратите посебно? Поразот го доживеавме, меѓутоа
идејата, идеологијата останува. Сметам дека пораката од граѓаните е пратена. Треба повеќе да слушаме. Треба повеќе да разговараме и повеќе да примаме критика, за да можеме да се вратиме онаму каде што бевме. Социјалдемократската идеја многу се разликува, затоа и сме и социјалдемократи, но очигледно е дека народот во Македонија не беше задоволен од тоа што го понудивме. Искрено, јас бев 7 години раководител на институција и баш во тие 7 години се случи да биде и ковид кризата. За време на ковид кризата, мора да знаете вие и сигурно народов да повториме, беа вложени огромни средства за поддршка, за лекување, за вакцини, за разноразни прегледи, кои што беа бесплатни во тоа време. По завршувањето на ковид кризата следуваше енергетската криза. Значи, струјата беше 10-кратно зголемена барем во мојата институција. Владата субвенционираше во тој период домаќинствата, но не би сакал да го народот е секогаш во право, јас така викам, но мора да признаеме дека донесовме голем број на социјални и економски мерки во тој период. Мора да повторуваме. Може не успеавме доволно тоа да го повторуваме затоа што имавме сериозни предизвици и сериозни тешкоти. После таа енергетска криза следуваше економската криза, а во тој период многукратно, барем во мојот сектор каде што јас работам, во здравството беа зголемени платите, се зголеми минималецот. Тоа се факти кои што гордо и можам да ги кажам затоа што знаеме сите дека беше така. Но сепак граѓаните имаат замерки на одредени некои политики, дали се однесува на централни политики, на локални политики, меѓутоа сето тоа се отслика врз изборниот резултат. Последното прашање ми е, кој го поставив и на кандидатката за градоначалник во интервјуто, не знам дали го гледавте, дали сте свесни како луѓе кои што треба да ја застапуваат социјалдемократската идеја, са да бидете нерешено со десничарите колку треба да сте подобри? Јас сум свесна. Јас сум свесна, верувајте. Така, може малце... За да бидете нерешени, а за да победите, треба да се случат многу други работи, да се поклопат и така е секаде во светот. Не е само кај нас, не сме исклучок. Особено изразено во поконзервативните држави. Точно. Може да не е за утеха, но навистина е така. Драгица, те благодарам за разговорот. Ви благодарам и вас, ми беше пријатно, благодарам за поканата. Се надевам дека по овие 4 години, како што завршив интервјуто и со Миријана, па и така ќе ги завршувам најверојатно и со сите советници кои што ќе прифатат, поканите се буквално сите, ќе се учиме демократи и да сватат советниците дека се јавни личности и земат јавни пари. Сигурно. И се должни јавно да одговарат. Во секое време. Почитувани гледачи, го благодарам што гледавте, се гледаме во следна епизода на Отворени Муабет.